Добар ден на сите. Прво искрено благодарам за огромното присуство. Идејата потекне од раководството на СДСМ, секако со председателите на нашите комисии, кога заклучивме дека ние не може да знаеме се. Дека ние не сме стручни и професионални за се. За нешто може не бива, но за повеќе работи има многу повеќе луѓе кои што знаат многу повеќе од нас. Со проектот Вистината за Македонија дефиниравме визијата за Македонија. Ние понудивме една платформа која што сакаме да биде отворена, која што чекор по чекор, со целиот памет што нашето општество преку професионалци и експерти ќе го понуди на нас, ќе биде вградено и на крајот преточено во програма. Се надеваме дека таа програма ќе биде добрата иднина на Република Македонија. Апсолутно сме свесни дека ни треба помош. И ние бараме помош. Искрено ја бараме, не калкулираме во оваа работа. Ние знаеме што сакаме, но имаме 1 мал милион дилеми во сите овие теми кои што сиве овие 5 седмици ќе се отворат пред сите нас. Тргнавме пред некој ден, во внатрешноста одрживме 2 трибини, во еден голем град во Македонија, Тетово, и во еден помал град, Неготино. Денеска сме прв пат во главниот град. Ова присуство пред се на млади луѓе, но многу и според мене важни луѓе во нашето општество, кои што можев да ги видам при моето влегување, навистина ни дават за право да бидеме благодарни за одзивот кој што го имаме, согласно она што го очекувавме секако. Сепак сме политичка партија, на граѓаните од политичките партии име малку и преку глава од целата оваа работа, но кога го отворивме вака тригерот во општеството, сега е моментот да го направиме ова наше општество подобро. Некој прашува, ама дали е сега соодветно време? Да не е пречувствително. Не, сега е вистинскиот момент да создадеме колку што може повеќе добри придобивки за идните генерации кои што доаѓаат после нас. Партијата која што ја водам, а со тоа и опозицијата која што ја водам, има во себе позитивни промени. Јас ви го гарантирам тоа и се гордеам со тоа. Се отворивме пред граѓаните, пред граѓанските организации, се ставивме во втор план. Знаевме прво со нив да дискутираме, па после да разговараме на органите на партијата. Навистина ова го зборувам дека сме искрени во намерата да слушнеме и не да слушнеме, да прифатиме. Да го смениме нашиот став за став подобар кој што ќе ни биде даден во поглед на било кое прашање поврзано со секојдневното живење во нашата земја. Затоа јас денеска ќе бидам само во еден сегмент овде. Немам намера да го узурпирам процесот и проектот кој што трае. СДСМ не е само раководството од неколку луѓе. Овде се денеска секако прво вториот човек во партијата, заменик председателот Радмила Шекеринска, но нашите председатели на комисиите, председателот на форум на жени, на млади, не се овде, пратеничката група се овде. Наша цел е денеска да слушаме и да прифатиме сугестии. Има целосен мандат од органите и телата на партиите, на нашата партија, представниците на комисиите, да прифаќат сугестии и да продолжат во име на предлагачите да се борат до крај на донесување на овие програмски документи. Целосно, ова кое што го понудивме како документ е една рамка, за да може по неја да дебатираме. Денеска очекуваме идеи да паднат поврзани со нашиот прв столб, така ги дефиниравме 5 столба, кои што ќе ни појаснат модалитети како транспарентно да се трошат парите на граѓаните. Многу ни е важно како во иднина ќе создаваме професионална, ефикасна и ефективна јавна администрација. Тоа се теми за кои што многу малку се зборува во Македонија. И имаме потреба да зборуваме, воопшто да не ви се бендисува СДСМ. И имаме потреба да зборуваме на овие теми. Овде се голем дел денеска присутни луѓе кои што немат никакви допирни точки со СДСМ и опозицијата. Но со тоа што сте овде, гледаме искрена намера дека сакате да ни помогнете. Верувајте, ќе ги препознаете вашите размислувања, не вградени во некои документи, кои што ќе бидат заветение или ветувања на политичарите пред граѓаните. Ќе видите вашите идеи во периодот кој што предстои, проекти во функција на реализација, заради тоа што времето кое што е исправено пред нас е токму такво. Затоа имаме многу председатели на комисија овде денеска присутни, кои што секако ќе земат збор. И нашиот председател на економија,
кој што ни ја води Драган Тевдовски, кој што ни е програмски координатор на целата оваа работа, и заменик председателот на партијата Радмила Шекеринска, и овде присутни луѓе, но целта на овие трибини е да слушаме, да издебатираме и за вашите предлози пред се. Овде има целно полно право да прифаќат сугестии, да ги вградат внатре и да ги бранат како председатели на комисии на програмски отворен конгрес, кој што имаме намера да го одржиме во ноември месец, а секако да бидат проточени и во документи кои што ќе ги ветиме пред граѓаните. Отвараме многу важни теми. Во вакво време, каде што политичката криза го исправи општеството, за да биде секој ден обновено преку преговарачките тимови кои што разговарат и преговарат за многу важни теми, дај паралелно да го искористиме моментот и табу темите за кои што не се разговараше да ги отвориме, јавно да проговориме, да ги соопштиме транспарентно нашите ставови, да ги исправиме и пред јавноста во една дебата, за на крајот да ги извлечиме најможно применливите решенија за нашата Република Македонија. Колку и да звучи ова политички, уште еднаш и со тоа ќе завршам, намерата ни е честна и искрена да се подобриме. Како една од поголемите политички партии во државата, бараме помош и ни треба помош. Намерата ни е искрена, дај подобрете не, за да преку тоа го подобриме и нашето општество во кое што живееме. Ви благодарам на вниманието со кое што ме следевте и посакувам плодна дебата.